Благодарам, почитувани присутни, драги штипјанки и штипјани. За мене секогаш е голема радост доаѓањето во Штип, бидејќи тоа ме потсеќа на моето детство, кога многу денови, многу убаво време поминував овде заедно со моите роднини и пријатели. И за мене Штип секогаш е еден од градовите за кои кога се зборува ми мами насмевка на лицето. И затоа ми е посебно драго што сум денес овде. Но кога ќе се навратам наназад, бидејќи навистина добро го познавам градот, за овие 30 изминати години многу вода протече во Отиња, но Штип не го добие епитетот што го заслужува, да биде современ, модерен, развиен град во кој младите луѓе ќе сакаат да останат да живеат. И Горан спомна дека недоволно се развиваат некои градови. Јас би рекла, моето чувство за Штип е дека во некои дамнешни времиња беше и поразвиен отколку што е сега. И како центар на истокот, овој град тоа не го заслужува. Овие млади луѓе заслужуваат не само иднина, и сегашност токму во нивните родни домови. И има потенцијал градот. Се радувам што еве овој штипски ветер секогаш го чисти воздухот и Штип е еден од ретките градови во Македонија каде што воздухот не е загаден благодарение на ветерот, но пак токму овој ветер не го користиме доволно. Оти кога би направиле ветерници, ќе можеме да произведуваме струја. Кога би поставиле повеќе фотоволтаици, ќе го користиме ова прекрасно сонце. И додека ветерот го чисти воздухот, брегалница е загадена. Затоа што во неа се излеваат разни отпадни води од индустријски капацитети и затоа што не се води доволно грижа, ниту од централната, ниту од локалната власт. А сите зборуваме колку ни е важна животната средина и климата, ама некако на терен тоа не го гледаме. Дека се случува грижа за животната средина, дека се случува изградбата на пречистителни станици и тоа не е невозможно. Ке речете да, потребни се финансиски средства, потребни се, но токму европските фондови ги овозможуваат овие средства. Треба само вистински луѓе на вистински места кои што ќе сакаат да ги искористат овие можности и финансиски и човечки ресурси и овие проекти да се спроведат. Поразително е што геотермалните води во Штип практично се неискористени. Јас се сеќавам од детството на бањата Кежовица. И пред некое време бев овде и ја гледам бањата како пропаѓа. Па сите околни држави во соседството го развиваат бањскиот туризам, рекреативниот туризам и ние одиме таму, илјадници македонски граѓани, и го развиваме туризмот на соседите. А зошто тоа да не биде Штип и Кочани, кои исто така изобилуваат со геотермални води? И за тоа може да се добијат пари од европските фондови. Оти јас лично сум била, например, во Терме Чатеж во Словенија и знам дека така се направени тие бањи кои ги посетуваат илјадници туристи и заболени луѓе и рекреативци. Значи, можно е, потребна е само волја и потребно е она што зборуваме општествениот интерес, јавниот интерес, интересот на граѓаните да го ставиме пред личниот интерес. И да го употребиме сиот капацитет што го имаме во општеството, а има луѓе кои знаат, има луѓе кои што се честни и одговорни и кои што сакаат да придонесат за развој на општините. Затоа што сите сме свесни дека не може со брзи, кратки промени и само со асфалтирање на улици и нереални ветувања да ни се подобри квалитетот на живот. Оти тоа на сите после ни се враќа како буберанг. И потоа сме изненадени зошто нашите деца решиле да ги напуштат градовите, а ние сме им ветувале дека ќе имаат добар живот, дека се ќе биде добро, дека и економски ќе бидат добро ситуирани во благосостојба, дека ќе ја исчистиме животната средина и водите и воздухот, а тоа не сме го реализирале. И одговорноста е на политичарите,
и на централната и на локалната власт, но и на сите нас како граѓани. Затоа што многу е поедноставно да бидете во зоната на конформизмот и да бидеме вака сите гласни критичари, особено на социјалните мрежи, а поголема е одговорноста и потешко е да се нафатите на вистина, да работите и да ги реализирате сите тие ветувања. И токму тоа беше нашата идеја, бидејќи и ЛДП и ДОМ се граѓански партии, отворени за соработка со граѓаните и досега, и сакавме уште повеќе да се отвориме, затоа што гледаме дека надвор од политичките партии има луѓе со интегритет, има луѓе со знаење, има луѓе експерти, има луѓе активисти на кои треба да им се даде шанса да го покажат своето знаење, своето умење и да направат вистински промени кои што сите ги бараме токму во локалната самоуправа, бидејќи пак општините се најблиску до граѓаните. Од овие решенија кои што ги носат градоначалниците, советниците, најмногу зависи квалитетот на животот на граѓаните во секоја општина, во секое село, во секој град. И да, јас сум убедена дека се повеќе граѓани и активисти и експерти ќе ни се приклучуваат како што и досега ни се приклучуваат. Бидејќи само така сите заедно да придонесеме за развој на нашите домови, за развој на нашите општини. Само така можеме општините, градовите, селата во Македонија да ги направиме вистински дом на среќни луѓе. Затоа и одовде, од Штип, градот под Исарот, ве повикувам да се приклучите, да го дадете својот придонес за развој на општините, за благосостојба на граѓаните, за поздрава животна средина и на крајот сите заедно да бидеме победници и да уживаме во пробените кои што сме ги направиле за нас и за идните граѓани и генерации. Благодарам.